Добар ден, почитувани колеги. Оваа вечер се решив да представам едно кратко видео, кое се надевам ќе биде од помош на сите колеги, наставници и професори во нашата држава. Причината зашто се решив да направам видео е дописот од Министерството за образование и наука, кој што беше споделено со сите училишта во државата, чија што содржина можете сега да ја видите, со кој се известуваат дека се започнати активностите за годишно одржување на системот за учење на далечина и при тоа активностите кои што треба да се направат на алатките за синхронна комуникација, Microsoft Teams, алатките за асинхронна настава, Moodle, електронска комуникација, Microsoft Outlook и алатката за складирање на податоци, OneDrive. Со ова известување, со овој допис, Министерството не информира дека привремено ќе бидат недостапни, но има и препорака според која дигиталните материјали, презентациите и било кои други содржини, доколку сакаме да бидат и понатаму достапни, треба најкасно до 2 јули, односно тоа е до петок, да бидат преместени на нашиот личен компјутер. Истото тоа се однесува и за материјалите што се сместени на OneDrive. Поради тоа се решив да направам кратко видео упатство за секоја од овие 4 компоненти обоени со различна боја, пред се поради големината на видеото. За почеток ќе почнеме со тоа како да се направи архивирање на сето оно што го имаме на нашите тимови во Microsoft Teams. За таа цел ќе го отворам Microsoft Teams во десктоп верзијата и при тоа во ова кратко видео упатство ќе се обидам да прикажам како ќе ги архивирате вашите оделенија кои што се креирани. Јас ќе ги архивирам моите 5 оделенија, оделенскиот час, природно-математичкиот актив каде што сум преседател и делот вработени став тимот кој што го имам креирано за моето училиште. Да почнеме со ред. Ова видео упатство ќе биде прикажено само начинот на архивирање во едно од оделенијата. Ќе почнем во моето оделение. Бирате едно од оделенијата кој што сакате да го архивирате. Со самото кликнување на името на оделението, во делот General, во општиот дел ви се појавуваат информациите како што знаете за вашето оделение. Прв чекор кој што треба да го направите да појдете во делот Files, каде што ќе се излистаат сите ваши податоци кои што ги работите. Имајте во предвид дека јас во текот на оваа година не користев Microsoft Teams, туку ја користев LMS за материјалите, за споделување на материјали со учениците, ќе видите нешто покасно и тоа, затоа помал е бројот на фаиловите. А кога ќе го отворите делот Files, се што треба да направите е да појдете во Open in SharePoint. Кога ќе кликнете во SharePoint, овај не е во тој дел кај што треба да биде. Еве вака сега. Еве го сега SharePoint-от во оделението. Ваков SharePoint постои за секој тим што е направен, на кој што сте вие наставник. Забележувате со самото отворање, SharePoint од левата страна има неколку линкови, Home Conversation Documents и автоматски се наоѓа во делот Documents. Забележувате кога ќе кликнете на овој делот на крупчето, автоматски се селектираат сите фаилови што ви се наоѓаат во овој дел. Забележувате горе менито се промени. Забележувате на почетокот дека имаме едни опции, откако ќе ги селектирам ќе добиеме други опции. Внимавајте, делот синхронизација во нормални услови е многу добар, затоа што прави синхронизација на целата содржина на вашиот тим со вашиот компјутер. Еве, например, ако кликнам синхронизација, во тој случај мора да имате OneDrive апликација на вашиот компјутер и да синхронизирате. Но, сега во овој дел нема да се задржиме за тоа, туку едноставно ќе правиме бекап на се што имаме. Ги селектираме сите фаилови и потоа имаме опција да се избришат, да се даунлодираат, да се копираат и да се пренесат на друго место. На почеток да ви прикажам што ќе се случи го кликнеме на Move to.
Имаме една опција да ги пренесиме на OneDrive, на нашиот личен OneDrive, а потоа оттаму да ги копираме. Тоа е една од опциите. Еве вака, например. Сега, заради демонстрација, ќе исклучам ова се видеа, да не биде толку големи фајловите. Еве, например, ќе направам move to во мојот драйв. И сега ме прашува во кој фолдер сакам да го пренесам. Тоа аз ќе направам фолдер Backup 2020-2021, за да знам што работам. Ќе направам уште еден фолдер, да знам дека ова ми е 7-5 оделение. Ќе го отворам тој фолдер и сега се ќе пренесам во овој фолдер. Добив информација дека се пренесуваат работите по тоа и сега забележувате дека веќе ги немам од овој тип, се пренесени на друго место. Ако сакате, можете да ги копирате. Еве сега имам copy to. Сега ќе го најдеме фолдерот што го креиравме. Еве вака. Оделението. И сега во ово оделение ќе го копирам во овој дел тука. Значи, на овој начин го копираме, а не го префрлуваме. А исто така, друга опција, затоа што според упатството, односно според дописот од Министерството, треба да се направи резервна копија на нашиот компјутер, затоа што според моје искуство ќе се брише и содржината на OneDrive, но за тоа уште немам комплетни информации, но од тоа што е напишано во дописот, може да се претпостави дека ќе се брише и содржината на OneDrive. За таа цел треба да направите и локална копија на материјалите. За таа цел ќе кликнам на копчето Download со претходно селектирање на фајлот и ќе забележите дека од десниот горен агол започнува копирањето, бидејќи јас зебав 2. Еве сега нека се даунлодира едното. Забележувате големината е 31-32 мегабајти, прилично е долго времето на копирање. Се замислете, целата содржина да ја направите, треба да одвоите најмалку еден ден за да направите резервна копија на скоро се што имате. И при тоа ова треба да го направите мануелно, затоа што не постои автоматски начин како да го направите. Откако ќе бидете завршени со тоа, можете со кликнување на копчето Show in Folder, еве вака ќе ви прикажам, еве го документот, кој што јас сега ќе направам во овој дел. Folder Backup 2019-2020, истите документи, истите фолдери што ги направив и таму. И само ќе си го префрлам овој файл во местото каде што ќе собирам се покасно, за да можам да префрлам на друго место. А ако имате повеќе работи, како тие ќе ги најдете? Во делот Class Materials и Site Content ви се сите тие работи. Забележувате дека во овој дел имам презентации за геометрија, ќе кликнам на тоа. Сега, овде ќе имам Move to, јас ќе изберам сега Copy to и ќе го копирам директно на OneDrive-от за покасно да можам само да ги копирам. Еве сега се копира и веќе завршено е копирањето. Потоа ќе појдам во Site Content, каде што ќе имаме дополнителни фолдери и фајлови. Забележувате Items, во колоната Items имаме колку фајлови се наоѓаат во секој од фолдерите. Тоа значи најважен од сите овие фолдери е Student Work. Забележувате, не можам да го селектирам фолдерот, имам само 3 точки, да име какви акции имаме. Избришете Settings и детали. Во делот на Settings имате подесување што можете да ги направите, но тој дел не ни треба. Значи мораме да го отвориме фолдерот. Откако ќе го отвориме фолдерот, имаме два фолдери. Многу едноставно, ќе ги селектирам тие двата фолдери и ова се фолдерите од асајментот што ги имаме на Microsoft Teams. Повторувам, јас имав 400 и нешто и покрај тоа што имам само 4 асајменти во текот на целата година на Microsoft Teams. А вие ако имате поприлично фајлови ќе имате во овој дел. Сега ќе изберам Copy to и ќе го отворам истиот фолдер. Сега бидејќи знам што е ова јас ќе направам нов фолдер овде, кај ќе си го снимам,
како assignment, да знам дека во овој дел ми се асајментите и сега само ќе ги копирам. Исто така напомнувам дека можете овие и да ги даунлодирате. Можете да го отворите фолдерот и да изберите чиви ученик, еве на пример, да изберите која верзија документот сакате да отворите и да ја снимите. Еве го избирате и само можете да го даунлодирате. Да го снимите. Но овој дел не го препорачувам да го правите, затоа што најдобро е за сите. Одеднаш можете да си ги снимите и на вашиот компјутер и да ги префрлите покасно. Но подобро е прво да ги префрлите на OneDrive, многу е побрзо копирањето, а подкасно ќе ви прикажам како од OneDrive да си направите копија на вашиот компјутер. Откако завршивте со се во едното оделение, можете да проверите дали случајно во текот на годината нешто сте избришале, еве ги работите што сте ги избришале и кога се тие избришани. Се вратам назад да видам дека имам само site pages не ми требаат, во овој дел имам 27. Ако имате One Class Notebook, можете да го направите исто така да го копирате и тоа. Но ова е клас ноутбукот креиран за вашето оделение. Ево дека се ќе направам фолдер. Ќе го отворам фолдерот и ќе го копирам тука. Потоа ќе се вратам назад, да видам уште што ми остана за копирање. Имам документи кои што беа на почетокот. Еве во делот General, што ги отворив на почетокот, кои што ги копиравме. Имаме Class Materials, што ги отворивме сега, презентациите што беа. Тие што веќе ги копиравме. И Class Files, еве го assignmentот, што ми се споделени со учениците. Еве ги овдека. Ќе се вратиме назад. Овој дел исто така, ајде овој сега дел ќе го даунлодирам, само да не е прилично голем. Ќе го изберам copy to на мојот OneDrive, фолдерот што го креирав, 7.5, во делот assignment и submitted и working file беа одговорите на учениците за assignmentот, а ова е само содржината на assignmentот што си му го дал јас како наставник на учениците. Еве, ќе е копирана целата содржина. Затоа бирам да го копирам на OneDrive, затоа што е многу побрзо копирањето, отколку да го симнувам на компјутер. На тој начин, да проверим уште еднаш, ова е оделението, а во делот Conversation, ова е Outlookот, за овој ќе имаме покасно дел како тоа се прави, како се архивираат содржините, затоа што ако сте го користеле поприлично, тогаш ќе имате и многу фајлови што ќе ги загубите на тој начин, ама за тоа ќе видиме нешто покасно. Значи, во документи видовме дали имаме уште нешто, проверете се што имате во тој дел, да не случајно нешто испуштите. Ова е книгата, ноутбукот ако го имате, но внимавајте, овој се архивира на клас ноутбукот, се архивира на друг начин, ќе ви покажам нешто покасно за тоа. Ова се страните што ги имаме, ако ги имате, тоа ги немаме и зборувавме на тој начин. Ја завршивме работата со едното оделение. Оделот assignment, ако забележите, сега ќе го отворам само да видите, еве го, во ова оделение скоро и да немаме ништо. Значи, сето ова што беше направено е веќе зачувано. Можете сега резултатите од assignmentот или оценките да ги извозите во Excel и се што се наоѓа во овој дел што го имате работено, ќе го имате во еден Excel файл. Сега ќе го отворам за да ви прикажам. Да видиме уште еднаш. Еве го, CSV файл.
И сега ќе го отворам Excel документот да видите што уствари вие зачувувате на овој начин. Еве го фајлот за оделението и еве кои се сите оценки што ги добиле по различните коментари, по различните асајменти, заедно со фидбекот што е добиен. Значи ова можете да го направите сега и покасно можете да го импортирате во LMS, доколку сакате тоа да го направите. Значи ова повторува можете да го направите за секое ваше оделение. Значи кога ќе појдете во второто оделение, го отворате, одете во делот Files и еве ги истите материјали, го отворате во SharePoint. Намерно отворам да видите дека сега ќе биде и поинаку. Најдобар начин е да почнете од Site Content, таму се наоѓаат сите работи и забележувате. Во оделение имам помалку ученици, па затоа имам помалку работи. И проверете ги сите фолдери каде што имате одредена содржина и симнете си ги сите тие на вашиот компјутер. Откако ќе бидете завршени со сите оделенија во кои што предавате, еве го наредното оделение, третото. Сега дека ќе прикажам, например, дали имаме 7.2 клас ноутбук. Значи, ако го отворите клас ноутбукот од вашето оделение, ако сте го работеле, ќе видите дека во овој дел нема да можете да направите вие копија, затоа што копијата на она што е сработено се прави преку OneDrive, за кое што ќе зборуваме нешто покасно. Значи, ова е сето што е сработено во текот на годината и е залудно и е многу добро да се архивира, затоа што се што е сработено се наоѓа во тој дел тука, за да можете да го искористите истото во наредната учебна година. Повторувам, клас ноутбукот не се архивира директно одавде. Ниту па со претходното копирање. А зошто е тоа така? Ќе ви објаснам нешто покасно. На овој начин покажавме како се архивираат работите од вашиот Microsoft Teams на било кој, било во OneDrive-от, било во локално на вашиот компјутер. Сега, ова е SharePoint-от, сега ќе појдам на мојот OneDrive. И ова сега е сето што е сработено оваа година во OneDrive. Ако имате како јас фајлови, што не се ставени во фолдер, а ги има поприлично, по текот на работењето, забележувате овдека, за подобро архивирање, мој совет истите да ги групирате во фолдери, пред да правите нивно архивирање, затоа што на тој начин многу побрзо ќе ги архивирате и со софтверот со кој што ќе го правиме архивирањето или префрлањето од еден во друг облак, или клауд, или, како да речеме, место за чување на интернет, побрзо ќе се направи ако е во фолдер, односно единствен начин како ќе се направи во фолдер. А сега да напомнам, еве го фолдерот што го креирав за моето оделение сега. Само да се вратам назад, да видиме за едно оделение колкава е големината на фајлот. Со само неколку фајлови што направив. Значи овдека не ни кажува големина, ќе треба да користиме, гледам најдолу дали имаме. Значи ова се сето што е ставено внатре, сега бидејќи има поприлично, на крајот од оздола има попис, ама треба да почекаме да излистаме колку се. Еве го, фолдер, ја мислев дека имаме, да видиме повеќе детали. Така да видам големината колку е, но за жал големината не ја пишува тука. Не можеме да видиме колкава е големината на овој фолдер, но не е проблем. Бидејќи имам 1 терабајт, не представува проблем големината на фајлот. Проблем е неговото преместување на друго место. Откако ќе го архивирате ова на вашиот OneDrive, имаме неколку опции. Имаме опција повторно move to. Сега, имаме OneDrive да го пренесиме на друг фолдер, што не ни е од корис. Имаме опција copy to, повторно да копираме, но сега единствена опција што е добра за нас во овој случај
е опцијата Download. На овој начин правите копија на ова што го имате во вашиот OneDrive, сега ова може да потрае, зависно од големината на фолдерот. А исто така, сега да ви покажам каде во овој дел можете да направите копија на вашите клас ноутбук. Еве ги. Имате фолдер во OneDrive кој што се вика клас ноутбук. Бидејќи јас работам во клас ноутбук, еве ги сите моите 5 оделенија во клас ноутбук. Но внимавајте, бидејќи јас го користев овој клас ноутбукот за работа во текот на годината, а вкупната големина на целиот овој фолдер е 26 гигабајти. Ако сега почнем да го даунлодирам на мојот компјутер, ќе требаат повеќе од 5 сати за истото да се копира. А зошто е тоа така, сега ќе ви покажам од каде знам дека е точно. И ова е апликацијата MultiCloud, што ќе ве препорачам за брзо префрлање од еден клауд на друг клауд. Ова е Google Drive-от, мојот личен Google Drive, со сета негова содржина. И забележувате, имам искористено речиси 100 мегабајти. Ова е мојот личен OneDrive. Еве овдека содржината. Забележувате, имам 9 гигабајти искористено од 15. OneDrive for Business е, бидејќи ние сме Office 365 корисници, на Schools акаунтите, Schools OneDrive-от има 1 терабајт. Ова е едниот од моите. Еве го целата содржина. И сега забележите овде ќе имаме големината. Во клас ноутбук, фолдерот, само да го најдеме овдека. Еве вака. Како што забележувате, клас ноутбук фолдерот е 25.15 гигабајти. Ако го отворам истиот фолдер, ќе видите дека тоа се истите оделенија и забележете големината на секој од фајловите во оделението. За 7.1, значи содржината на овој файл е всушност 5,67 гигабајти. Ако ова остане на драйвот заради неговата големина и ако се избриши, наистина ќе биде жално што целокупната работа на сите ученици и на наставникот во 7 оделение ќе биде изгубена за секогаш. Затоа што наставникот нема резервна копија на тоа и можеби нема да може да ја направи. Друг OneDrive for Business, исто така по големината, ова е од LMS, еве приватен OneDrive од моето училиште, ствари не е приватен, ова од основното училиште Блаже Конески, од приватниот тенет, кој што постои во училиштето 6 години и забележувате, тој е со искористеност од 56,9 гигабајти, од 1 терабајт, а ако имаме на располагање 7 години, ама се користи специјално за нашето училиште и еве приватен, лично платен, во кој што скоро и да нема никаква искористеност. Зошто напомнувам оваа програма? Оваа програма ќе ни овозможи во незината бесплатна варијанта да трансферираме 30 гигабајти од било кој драйв во случајот или клауд на било кој. Еве, например, како тоа се прави. Страницата е multicloud.com. Јас сега ќе отворам in private window да ви покажам колку едноставно само да ја направите акаунт. Еве почетната страница, кликнувате sign up for free, пишувате име, имейл, презиме, го потврдувате, го пишувате верификациониот код и тоа се буквите што ги гледате од десната страна, може и бројки да бидат и креирате акаунт. Значи имаме 5 чекори за да креираме акаунт, а потоа ќе добиете информација како од следниот мејл кој што ќе ви го прикажам. Еве вака. Еве, например, ќе добиете мејл, сличен на овој мејл, во кој што вие само треба да кликнете на Activate Account и да го активирате вашиот акаунт. Откако ќе го активирате вашиот акаунт, ќе добиете прозорец сличен како овој и со опцијата Add Cloud, вие всушност додавате
многу едноставно било кој клауд каде што сакате да префрлите ваши податоци од еден на друго место. Еве, например, за илустрација ќе го додадам мојот Dropbox, кој што е 2 гигабајти. И сега ќе се најавам. Ама за жал овој мој Dropbox е полн и не можам да префрлам ништо веќе во него. Најверојатно ја сгрешив лозинката, тие многу лозинки за памтење. Очигледно не можам. Ајде да пробам. На овој начин да се, затоа што во Dropbox се логирам преку мојот Google. Пробам на овој начин. Еве, сега веќе е додадено. Значи, ова е мојот Dropbox. Ако сакам да видам какав простор имам на него, ова се фајловите што се можам да креирам нов фолдер, нормално како работа. Забележувате, тој е во црвено и веќе е повеќе, има искористено повеќе простор од колку што има. Како ќе префрлиме од еден драйв на друг драйв содржина? Значи, ќе го отворам мојот OneDrive for Business од Schools акаунтот и сега, например, еве го бекапот што го направив. Го селектирам и сега овдека ќе изберам Copy to и сега бирам каде ќе го копирам. Јас ќе го изберам на моето на драйвот каде што имам најмалку искористеност. Ќе кликнам на делот за да направам фолдер. Еве вака. Ќе го пишам фолдерот во кој што сакам и кликнувам ОК. И сега почнува постапката на копирање, односно префрлање од едниот на другиот драйв, односно клауд. Ова постапка во зависност од големината може да трае поприлично време. Но внимавајте, имате само 30 гигабајти на располагање. А јас ви спомнав дека само мојот клас ноутбук, кој што беше долу, а дека големините само да го најдеме, беше на почетокот, е 21 и нешто гигабајт, 25. А, например, видеота од часовите, снимките од часови се 34 гигабајти за потребите на што се направени во текот, значи за потребите со учениците за работата со часови. Значи само овие два фајлови нема да ми бидат доволни во текот на месецот. Ова е месечен трансфер на податоци. Овој начин представува единствен начин како можете да префрлите од еден до друг клауд, а при тоа да не го оптоварите вашиот компјутер. Но ако сакате, можете вие секогаш да си даунлодирате било што од ова. Еве, например, јас ќе изберам некоја книга. Еве, овој дел. И сега можам опција, ова можам да го копирам, но секогаш можам да го даунлодирам. Исто како од секој драйв може да го споделувате, може да му направите превју и така натаму. На овој начин се обидов да ви прикажам како можете да архивирате се што имате на вашиот Teams и како да префрлите од еден на друг облик или на вашиот компјутер.